бездомни кучиња по скопските улици е голем проблем и за скопјани и за самите животни. Проблемот институционално се решава, но многу споро. Дополнително загрижува фактот дека деновиве во Скопје се истовараат нови кучиња. За ова зборуваат и од Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди, откаде алармираат и бараат итна, темелна и независна истрага, поради сериозни индиции за организирано внесување и дислоцирање на кучиња во Скопје. Од Сдруженијето информираат дека во изминатите денови во општина Карпош се појавила нова глутница кучиња, кои се целосно непознати за локалното население. Станува збор за нестерилизирани и необележани кучиња што, како што наведуваат, исклучува можност за природен прираст и укажува на насилна дислокација. Анима Мунди информира дека на терен биле пронајдени и кучиња со ушни маркици од Република Албанија, што, како што наведуваат, отвора сериозни сомнежи за нелегален и можен прекуграничен транспорт и напуштање на животни. Аерозагадувањето во Скопје е огромен проблем кој директно го нарушува здравјето на граѓаните. Ова мора да си го повторуваат надлежните служби дури и сега кога ветерот малку го подзачисти скопскиот воздух. И не само да си го повторуваат, туку и да делуваат на терен постојано. Проблемот со високо загадениот воздух не смее да се третира парцијално и со најави на некакви си идни мерки. Прашањето е што се прави сега, се вршат ли најавените засилени мониторинзи, се активираа ли дополнителни средства во буџетот за борба против загадувањето, се поправаат ли расипаните мерни станици, се проверува ли каков отпад се увезува и согорува. Локалната и централната власт мораат понастојчиво да ги решаваат проблемите, а каде треба и да носат построги законски регулативи. Повременото доделување на неколку стотини инвертери на граѓани кои дома не еколошки се греат или садењето на исто толку дрвца не го решаваат големиот здравствен проблем. И што е најважно, ова не е тема само за време на магли, туку за секој ден во годината. Само така вистински ќе се ослободиме од отровниот воздух. Изминуваат првите 100 дена од мандатите на градоначалниците по скопските општини. До крајот на јануари, оние што беа избрани во првиот круг ќе треба пред граѓаните да дадат отчет што сработиле во овој период. Некои работи се размрдаа, но некои се некако заборавени. Например, проблемот со многуте хаварисани возила по скопските паркинзи не се решава како што треба. Полни се дури и скопските тротоари, па и зелените површини со такви возила. Според анализа од пред неколку години, овие возила што со години чмаат, заборавени од нивните сопственици, блокираат околу 10% од паркинг просторот во Скопје, а скопјани мака мачат со простор за паркирање. Со години имаше најави и некакви акции за отстранување на ваквите возила, ама на терен друго се гледа. Затоа нека побрзаат градоначалниците за и ова да го вбројат во започнато да се сработува во првите 100 дена од мандатот. Општина Бутел соопшти дека обезбедила средства за исплата на еднократна финансиска помош за најранливите категории на граѓани. Финансиската поддршка е дел од програмата за социјална заштита за 2026 година. Поддршката е наменета за граѓани со здравствени проблеми, како и за сите други ранливи категории граѓани. Од општина Бутел истакнуваат дека оваа мерка представува подадена рака и исполнување на дадените обврски кон граѓаните. Општина Илинден донесе одлука за зголемување на износот на финансиската поддршка за секое новороденче. Првото решение за исплата е веќе подпишано, а износот на финансиската помош за сите новородени бебиња од 1 јануари 2026 година ќе изнесува 6000 денари, посочија од општина Илинден. Досега субвенцијата била 5000 денари и за време од 4 години ја искористиле 470 лица. Со зголемување на износот на оваа субвенција, општината вели дека уште еднаш ја потврдила својата заложба за поддршка на младите семејства и создавањето по поволни услови за живот. Започнати се градежните работи за темелна реконструкција на објектот на местната заедница во населба Драчево. Реконструкцијата опфаќа целосна санација на кровот и обнова на фасадата, што ќе придонесе за унапредување на енергетската ефикасност. Предвидена е комплетна замена на електричната инсталација, водоводната и канализационата мрежа, а грејењето и ладењето во новиот објект ќе се одвива со инвертер сплит системи. Новата местна заедница ќе обезбеди модерен, безбеден и квалитетен простор за одржување на состаноци, активности и услуги за жителите на Драчево, велат од општина Киселавода.
Удрен полицаец со возило на наплатната станица Миладиновци. Имено при обид со колегите да легитимираат возило со струмички регистарски ознаки, бил удрен полицаец откако возачот го стартувал возилото и одлучил да бега. Наскоро возачот бил лишен од слобода. Како што се наведува во полицискиот билтен, вчера на наплатна станица Преот, полициски службеници лишиле од слобода 68 годишник од Струмица поради тоа што околу 17 часот и 50 минути на наплатна станица Миладиновци, откако полициски службеници го сопреле и се обиделе да го легитимираат, тој го стартувал возилото и удрил полициски службеник, а потоа го напуштил местото на настанот. За сега нема информации дали и со какви повреди се здобил удрениот полицаец. Синоќа имало неуспешен обид да се ограби бензинска пумпа во Кисела Вода. Имено од МВР соопштија дека околу 1 часот и 50 минути на бензинска пумпа на подрачјето на Кисела Вода, две лица со закани кон вработениот се обиделе да одземат пари. Сепак обидот за грабеж не бил успешен, а полицијата работи на утврдување на идентитетот на сторителите и на сите околности поврзани со настанот. Инаку истата вечер полицијата на различни локации во градот лишила од слобода две млади лица, кај кои била пронајдена и одземена марихуана, како и дробилка. Од полицијата најавуваат дека по целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Уапсен е 54 годишен скопјанец кој е осомничен за оштетувањето на стаклото на влезот на бугарската амбасада во Скопје. Ова го потврди од МВР, додавајќи дека денеска во 12 часот и 40 минути на улица Кирил и Методи во Скопје, полициски службеници од МВР Центар и Битпазар го лишија од слобода 54 годишникот, затоа што вчера го оштети стаклото на влезната врата на амбасадата на Република Бугарија во Скопје. За случајот имаше реакција од Бугарското министерство за надворешни работи и од амбасадорот Желјаско Радуков. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска го осуди инцидентот. Според првичните информации се работи за изолиран случај во кој е причинета материјална штета во неголем обем, вели Муцунски. Во Драмски театар ќе се одвиваат деновите на независната сцена. Настанот ќе трае од 14 до 17 јануари. Како што велат организаторите, овие денови се наменети за театарска публика што сака да излезе од својата зона на комфор. Деновите на независната сцена ќе започнат со представата Само ти и ја на Театроско од Скопје на 14 јануари. Еден ден подоцна ќе следува Делириум Тременс на театарска работилница од Прилеп. Кротка е насловот на представата што во продукција на Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци ќе гостува на 16 јануари. А последниот ден на 17 јануари на сцената ќе биде поставена Сина Сенка на театар Златен елец. Етнолошко-документарниот филм Хембој во продукција на Музеот на Македонија ја освои наградата од публиката за најдобар документарен филм на ТЕФ Фест Крк, меѓународен фестивал за туристички и етнофилмови кој се одржува во Хрватска. Филмот триумфира меѓу 72 селектирани остварувања од вкупно 127 пријавени од целиот свет. Авторство на филмот е на етнологот Елизабета Конеска и ова и е второ освоено Гран При за филм. Таа е автор на сценариото, режијата и камерата, додека монтажата е на Блаже Дулев. Хембој е филм за единствениот бојаџиски занает во старата скопска чаршија. 3 генерации од семејството Незири го водат дуќанот речиси 50 години, а го презеле од семејството Бојаџиеви. Снимане во текот на 2014-2015 година и речиси 10 години подоцна во 2023 година. Како последица на екстремно ладниот бран што се спушта од север кон Балканот, Македонија денеска се разбуди со екстремно ниски температури и со силен северен ветер. Речиси во сите градови беа измерени утрински температури од околу минус 10 степени, а сибирскиот студ ќе се чувствува и во текот на утрешниот ден, пошто ќе следи мало затоплување. На Попова шапка утрово беа измерени минус 17 степени, а на Титов врв дури минус 25 степени. Во Гевгелија, кој е вообичаено најтопол македонски град, температурата се спушти до минус 4, а Скопјани се разбудија на минус 7 степени.